По повод 10-годишниот јубилеј, културно-уметничкото друштво Српски вес организира уште еден голем концерт на националниот ансамбл Коло. Концертот ќе се одржи во сабота во Центарот за култура Трајко Прокопиев со почеток во 19 часот. Информациите за влезниците може да се добијат во просториите на друштвото. Организаторите ги повикуваат граѓаните масовно, како и на првиот концерт, да ги проследат настапите на Српски вес и Коло. А сите што не добија билети, не успеа да добија билети сега за во сабота на 13 кога беше нашиот 10 годишен концерт, ќе правиме уште еден концерт, овој пат заеднички со национален ансамбл Коло од Белград, тоа е како нашиот, односно како танец во Скопје. Во наша чест ќе дојдат дури 75 луѓе, целиот професионален нивен тим со квалитетна сценографија и со сите пратички како едно професионално дружение во 19 часот, каде што ќе настапаме заедно. Инаку ова Коло како национален ансамбл прави еден вид колодром низ регионот, така да покрај тоа што ќе настапи тука кај нас во Куманово, ќе настапи заедно со танец на 9 во Битола. Така да тоа е во суштина целта е да тие братски односи со македонски народ што ги негуваме да дојдат до изрази. Салата на Центарот за култура на првиот концерт беше мала за да ги прими сите заинтересирани граѓани. Пред кумановци настапија гости од Македонија и Србија. Една успешна приказна во Куманово и среќам се поради тоа. Секогаш вела дека првите години, порсно првите 10 се најтешки, најважни во функционирање на определено здружение. Ова година го направивме еден, да накажам, величанствен годишен концерт во Центарот за култура Трајко Прокопиев, како што кажавте. За жал не стигна сите да дојдат до билети, имаше преку 1000 заинтересирани, меѓутоа капацитетот беше околу 700 луѓе. Имавме една богата, стварно исклучителна програма. Ни дојдоа 3 културно-уметнички друштва како гости од регионот и диаспора, културно-уметничко друштво од Романија, Плави Делија, културно-уметничко друштво Опленац од Топола и Лепосавиќ и Кополник од Лепосавиќ. Таа специјален гости ни беше и познатата етномузиколог или една од познатите етногласови во регионот, посебно во Србија, Даница Крстиќ. Така да имавме и чест да ни бидат и званичници од Македонија, од Србија, од Македонското собрание, од Српското собрание. Во здруженијето членуваат над 150 дечиња. Се негува српската традиција, но не се заборава ниту македонската. За сега сме повеќе од задоволни. Ние имаме преку 150 членови, се разбира, ги негуваме исклучително квалитетни добри односи со братскиот македонски народ. Повеќето кореографии се српски, меѓутоа тука има и кореографии македонски. Имаме и песни пееме, повеќето српски, меѓутоа тука се и македонските, се разбира. Во нашето членство дел се и како се вика и од нашиот братски народ членови деца, имаме и ромчиња, така да и усто имаме одлични квалитетни односи со албанскиве издружени, ромскиве, со Баран Шабани, Руши Чакир, така да ние суштина сме прав пример како Куманово едно мултиетничко општество кое за сега добро функционира. Членуваат дечиња од двете националности.